драги мои, добродојдовте во мојот канал Grandma Life. Денеска ќе правиме едни соленки, многу едноставни, а брзо се прават и вкусни за дечињата и за возрастните, додека се гледа телевизија. Но пред се, драги мои, иако не сте претплатени на мојот канал, доколку не сте, претплатете се, вас ништо нема да ме кошта, мене ќе ми значи, тоа значи една поддршка во мојот живот. За овие кифли ни се потребни 2 лажички мали квасец, претходно се замесува со малку брашно и 1 лажичка шеќер. И сега кога е втасан, додаваме брашно. Брашно ќе ви кажам по потреба. Еве го се става квасецот. Потребни ни се 500 мл млеко. Убаво да ја замеси малку во садот, пошто ми требаше да се пројди, да не се фрлете, така. И ќе додадеме 130 грама пудер. Сега од ова ќе замесиме едно тесто, затоа ви реков ставив малку брашно. И сега по потреба ќе додадам, да дојде средно, меко, значи како за леп да биде брашното. Ете ќе се додавам, сега додавам брашно. Многу се вкусни, може во секој момент пригодни за гости, но за внучиња, дечиња, доколку имате и доколку сте меракли за навечер некои си грицки, гледајќи телевизија, може да ги употребите. Ете вака, ќе додадеме полека млекото, ќе го додаваме. Значи, 2 лажички квасецови замесивме со малку брашно и 1 лажиче шеќер, 500 мл млеко и 130 грама маргарин или пудер. И брашно ќе додаваме, додека да дојде една густина. Мислим како за леп да биде. Ете, ќе видите сега кај ќе го замесим тоа добро. Еве сега ќе го замесим убаво сега и ќе видите како ќе биде. Еве сега замесив малку и ќе го ставам на рамната површина да се измеси малку поубаво. Ете, видите колку е цврстина на брашното. Еве, може да видите ја што го замесувам. Еве, како е. Средно меко, нормално тесто. Ете, убаво тоа се измесува. Ете, сега ова тесто ќе го поделиме на, или во една кора, ако сакате на две кори, да не биде одеднаш многу, на 2 кори ќе го поделам. И едната ќе оставиме нека седи. И од другата ќе направам сега, ќе исучем една кора. Потанка кора ќе засучеме, малку брашно ќе додадеме, ле. Претходно еве да земам тепсија да ставам малку зејтин да избркам. Еве сега ќе правиме кора.
правим. Корава ја правам потанка. Како сте, драги мои, како поминувате за великденските празници? Верувајте овдека нека е напомош, толку многу не се осеќа празникот. Кога не сте во родниот крај, тоа е. Точно едино разликата ќе видите само што ќе имате јајца вапсани на маса, друго ништо. Еве, например, ќе ви покажем после. Бевме во црква, така убаво си поминавме. Сега, еве колку е дебела кората, толку доволно е. Сега ќе земемо, јас сечемо како на ленти. Крајевите ги померамо. Ето и овдека да си изедначи, зашто треба да, еве и овдека. Ќе сечемо тенки, е вака, лентите се сеча тенки. Ете, еве колку се лентите толку. Ги ставаме во тепсија, гледаме. Еве, чекај. Ете, гледате како ги сечемо ленти. Ете вака, редимо ги сечемо. Драги мои, ви обети во секој видео ќе има по една песна, ама по еден строфа, по една весела ќе испееме, една ќе ви запијам. Никнало, никнало цвеќе шарено, никнало, никнало цвеќе шарено, крај моми мето пенџере, крај моминото пенџере, денjem go моме вадело, денjem go моме вадело, noćem go бечара крадело, noćem go бечара крадело. Доста е, драги мои, ве гледате низ оваа македонска песна, си правиме соленки. Ете, уште малку една тепсија ќе биде готова. И ќе оди за печење. Ви реков, некојаш и дечињата можа да понеса во училиште, можа возрастните да грицкаат гледајќи телевизија. Тој е најубав момент, покрај некој саламче и сиренче, може и сами пивцето. Се разбира, драги мои, ви обети дека во секој видео ќе или по една строфа, некојаш и цела песна зависи. Зависи како бабчето е расположено. Затоа, драги мои, доколку сакате да слушнете моја песна, увек поддржете ме. Поддржете ме најдобарен момент. Еве сега една тепсија е готова. Еве ќе ви покажем. Еве како изгледа. Еве како изгледа. Еве. Сега ќе оди на печење.
Сега почнуваме со друга тепсија. Застанете за накратко. Еве, драги мои, ја правиме и втората тепсија. Ова тесто многу е убаво, верувајте ми, направете го за пица. Толку пицата е убава, мека. Точно некој сака, знаеш, крцкави, но ова е тесто. Нема да зажалите ако го направите овој рецепт. Значи, повторувам. 2 лажички мали квасец. Чајни лажички мали, со 1 лажица брашно и 1 лажичка шеќер. Се замесува, знаете, да појде квасецот. Се додава 500 мл млеко, 130 грама маргарин или путер, што сакате. И од сето тоа се замесува тесто, но ќе додавате брашно по потреба, пошто се додава по потреба да дојде тесто како залеп. Еве видовте кога го работев тестото. И сега брзи се. Например, у ленте се сеча и зошто да не уживајте. Може и уште една песничка ќе ви ја испеем сега. Само да се сетам на која. Некојаш како не ми текнува овие песни. Ој ти моме охриđanче, што си толку замислено, дали неко те навреди или срце ти украде. Море дој, били бе ти при мене, знаеш да те сакам покрај мене. Ете, некој, верувате толку знаам песни убави, но сега во овој момент, секогаш е така, драги мои, втората тепсија бидна и таа сега ќе оди на печење. Кога ќе бидат готови, ќе ви покажам, драги мои. Уживајте додека се печат. Драги мои, еве, првите соленки се печени. Еве како изгледат соленки грицки, како да ви кажем. Како сакате да ги крстимо, сепак ќе бидат вкусни, многу убави за јадење. Мили мои, доколку ви се допаѓа овој рецепт, пробајте. Прво пробајте, па коментирајте. Без проба ништо не бидува. Затоа притиснете лайк, шер и subscribe. Дајте и поддршка на Grandma Life. Чао, чао, се гледаме, довидување.